Здруженијето на жени Нада Михајлова и поетски клуб Овденица секоја година традиционално по повод 11. октомври, денот на македонското востание, организираме настан насловен како поетска вечер 11. октомври. И оваа година еве се подготвуваме, ни пристигаат гости, програмата е спремна, така да само чекаме да почнеме. Во програмата е предвидено, дадовме како и секој пат и оваа година предност на младите, нели? Сите сме така насочени кон младите, значи учениците од Државно средно училиште Перо Наков, тие се ни драги гости. Тие ќе се представат прво со нив ќе отвориме програмата со гитара, со една песна, па имаме извадок од Пиреј, така да 6 ученици од Перо Наков се ни гости оваа вечер, што ни е посебно драго, со нивните ментори, професори по македонски, Фросина и Сандра. Тие се нивни ментори. Така да имаме и други гости. Гости се исто така доктор Никола Костовски, Ирена. Нашите членки од поетскиот клуб Овденица, исто така и тие ќе се представат во програмата со по една песна. Сите тие ќе бидат така насочени на 11. октомври. Имаме и во програма предвидено оваа вечер да сите песни така да видиме ако можеме да ги насочиме едноставно како на патриотизам. Али не можеме баш точно, нели? Програмата е таква, настанот е таков, треба да имаме некои пишуват и за љубов, што е добро, и мислиме дека оваа вечер ќе биде така посветена заеднички сите присутни што се тука, и наши гости, и публика, и членовите на Нада Михајлова и поетскиот клуб, дечињата од средно училиште, сите, значи, со една мисла да го дочекаме празникот 11. октомври, како што му доликува на празникот, како што ни доликува на нас, сите заеднички да го одбележиме на еден убав, достоен начин. Можам слободно да ви кажам, ние имавме распишано конкурс по повод 8 март, денот на жената, само за средните училишта. Ни учествуваат 4 средни училишта од градот. Слободно можам да кажам дека одзивот беше, јас се изненадив, тие дечиња сега толку убаво творат, толку имат смисол за пишување, за убавиот збор, настанот да го овековечат на еден нивен начин, соодветен за нивната младост, за мајката, за жената. И слободно можам да ви кажам дека нашиот град не треба да стравува за поезија, за уметници, за пишаниот збор. Тука се средњошколци, тука сме ние повозрастни, тука е Здруженијето наше Нада Михајлова и поетскиот клуб Овденица, и така, значи ќе биде се во најдобар можен ред.